Здраво! Ајде да се обидеме да го збогатиме вокабуларот преку опишување слики. Во ова видео ќе опишам 3 слики на македонски јазик. Прво ќе опишам сликата природно, онака како што зборуваме секојдневно, а тоа е малку побрзо, а потоа ќе опишам истата слика побавно. Вие ќе можете да ја читате транскрипцијата. Ајде да почнеме со првата слика. На првата слика гледам овошје. Можеме да видиме разно овошје ставено на маса. Масата е дрвена, има грозје, банани, киви, лимон, ананас, јагоди, калинка и лубеница. Гледаме како некој држи пресечена лубеница на даска. На даската има 3 парчиња. Личноста што ја држи даската со лубеница носи светло кафеав џемпер. Лубеницата изгледа вкусно. Овошјето изгледа вкусно, сочно и зрело. Јас би сакала да го пробам грозјето, а вие? Сега ќе ја опишам истата слика побавно. На првата слика гледам овошје. Можеме да видиме разно овошје ставено на маса. Масата е дрвена. Има грозје, банани, киви, лимон, ананас, јагоди, калинка и лубеница. Гледаме како некој држи пресечена лубеница на даска. На даската има 3 парчиња. Личноста што ја држи даската со лубеница носи светло кафеав џемпер. Лубеницата изгледа вкусно. Овошјето изгледа вкусно, сочно и зрело. Јас би сакала да го пробам грозјето, а вие? На втората слика можеме да видиме кучиња. Можеме да видиме 2 кучиња како трчаат. Првото куче држи парче дрво, дрвен стап во устата. Тоа се обидува да му избега на кучето зад него, кој што го брка. На второто куче му е испласен јазикот и најверојатно сака да му го земе дрвениот стап на првото куче. Не знаеме дали си играат или се непријатели. Тие се наоѓаат во шума. Наоколу гледаме дрвја, трева и растенија. Можеме да видиме и паднати лисја на земјата. Сега ќе опишам истата слика побавно. На втората слика можеме да видиме кучиња. Можеме да видиме 2 кучиња како трчаат. Првото куче држи парче дрво, дрвен стап во устата. Тоа се обидува да му избега на кучето зад него, кое што го брка. На второто куче му е исплазен јазикот и најверојатно сака да му го земе дрвениот стап на првото куче. Не знаеме дали си играат или се непријатели. Тие се наоѓаат во шума. Наоколу гледаме дрвја, трева и растенија. Можеме да видиме и паднати лисја на земјата. За крај, што гледаме на третата слика, односно на последната слика? Гледаме разни возила, автомобили и автобуси. Има многу возила и метеж во сообраќајот. Забележуваме и такси. Од левата страна забележуваме автобуска станица и луѓе кои чекаат автобус. Луѓето се облечени во јакни и зимска облека. Најверојатно е зима. На левата страна исто така гледаме и девојка која во рацете држи книга или мобилен телефон. Не се гледа добро. Со себе носи и чадор. Можеме да видиме дека е ноќ. Градските светла се вклучени. Наоколу гледаме згради. Од десната страна гледаме високи згради. Може би е некој трговски центар, може би се станбени згради или фирми. Ова е слика која речиси можеме и да ја слушнеме. Можеме да го замислиме метежот, турканицата,
автомобилите што свират, претпоставуваме дека е студено и загадено. Сега ќе ја опишам истата слика побавно. За крај, што гледаме на третата слика, односно на последната слика? Гледаме разни возила, автомобили и автобуси. Има многу возила и метеж во сообраќајот. Забележуваме и такси. Од левата страна забележуваме автобуска станица и луѓе кои чекаат автобус. Луѓето се облечени во јакни и зимска облека. Најверојатно е зима. На левата страна, исто така, гледаме и девојка која во рацете држи книга или мобилен телефон. Не се гледа добро. Со себе носи и чадор. Можеме да видиме дека е ноќ. Градските светла се вклучени. Наоколу гледаме згради. Од десната страна гледаме високи згради. Можеби е некој трговски центар, можеби се станбени згради или фирми. Ова е слика која речиси можеме да ја слушнеме. Можеме да го замислиме метежот, турканицата, автомобилите што свират. Претпоставуваме дека е студено и загадено. Што мислите вие? Која слика ви остави најголем впечаток? Дали научивте некој нов збор или некоја нова граматичка структура? Ги очекувам вашите коментари, се надевам дека беше корисно и се гледаме наскоро. Чао!